Добра вечер, почитувани гледачи, јас сум Анастасија Илиевска, а вие гледате За или Против. Овој петок, како и секој петок, ќе се обидеме да ја завршиме работната недела со најактуелните случувања. Дефинитивно периодов беше можеби најактуелно и во вестите и на социјалните мрежи оној настан поврзан со врсничко насилство во училиштето во Ѓорче Петров и некако самиот настан отвори низа прашања кои што ќе се обидеме и вечерва да ги одговориме. Оно што беше поврзано со самиот настан оваа недела е дека веќе има кривични пријави и за девојчињата и за родителите на малолетниците, но вечерва ќе се обидеме да дознаеме што стои малку подлабоко кога станува збор за темата за врсничко насилство, меѓутоа генерално и за однесувањата на секој човек, дали има нешто подлабоко во нашата психа што не тера да се однесуваме на еден или на друг начин. Вечерва во студио го имам психологот Билјана Вуковиќ, со која што ќе разговараме претежно на овие теми, меѓутоа ќе се обидеме да ја малку отвориме и темата за човековата психа. Добра вечер. Добра вечер и благодарам на поканата. Мило ми е што ве имам во студио. Не ми е мило што ќе зборуваме, ќе почнеме да зборуваме со тема поврзана со врсничко насилство, но дефинитивно е тема на која што треба да се обрне внимание, бидејќи случајов кој што е најактуелен изминатиот период не е изолиран случај. Слушнавме и на социјалните мрежи и во медиумите се споделуваат и други случаи на насилно однесување. Бевме дури во едно училиште во центар каде што малолетник имаше и оружје во својот ранец, па мајката го криеше дека, односно го покриваше дека во суштина таа го оставила. Да не навлагаме поединечно во сите случаи, би сакала да ве прашам што гледате како психолог за она што се случи во училиштето последниот случај, имајќи предвид дека станува збор за однесување кое што траело подолго, а најчесто кога станува збор за врсничко насилство, однесувањето и таквото вознемирување трае подолго, без разлика од која страна и да доаѓа, притоа било тепано, горено и така натаму и снимано за потоа да биде објавувано и да биде споделувано тоа видео. Што гледате како психолог кога станува збор за ваквото насилство? Па не само како психолог, првенствено и како човек. Се тоа што слушнавме по медиумите по последната недела длабоко ме потресе, верувам и сите длабоко ги потресе. Меѓутоа во право сте кога велите дека не е изолиран случај и дека можеби тоа што се случува во училиштата и помеѓу школските училишните деца и не знаеме се што се случува. Го кажувам тоа од причина што баш мојата ќерка ми спомена дека па ова не е ново. Вели, јас кога бев во основно училиште, па минимум еднаш во годината се случуваше нешто слично. Така што во право сте за тоа, потресува целата таа ситуација и некако од не разбудува во тоа наше секојдневие дека треба да се освестиме и да видиме дека можеби работите не се секогаш онакви како што ние мислиме и како што изгледаат. Тоа што видовме е едно општествено неприфатливо однесување кое и казниво институционално, а што се однесува до психичката позадина, таа е малку покомплексна. Заради тоа што видите не се работи за обична агресија. Не се работи за обична агресија. Ами, например, обична агресија би било кога деца би играле фудбал и во текот на надпреварот би дошло до некаква караница, па можеби и би се степале при тоа. И тоа би било би се степале. Па и би се навредиле. Секој родител го видел тоа, па и да не е родител, бил сведок на нешто така добро? Би имале, тоа би било некоја си исполнување на одредена агресија во рамките на одредена ситуација како еден вид на афект, значи во некаква караница која дошла. Ова што го гледаме е многу посурово и покажува еден вид на жилба да се понижи и деградира комплетно другата личност или воопшто не се согледува другата особа како личност, се демонстрира еден вид на моќ и воспоставување на контрола. Без да се покаже и трунка емпатија во процесот и тоа видите да работите бидат, како да кажам, уште по нагласени се случува во сред бел ден.
Значи, тоа што мене ми кажува, се случува во сред бел ден и после тоа истото се снима и се споделува. Дека не постои воопшто чувство на тоа дека тоа што го направиле е лошо. Дека ова што го правиме ние не е добро, како да нема воопшто никаква представа за тоа што е добро, што е лошо, никаков вредносен систем вграден внатре, кој би требало од прилика да кажува дека ако нанесуваш зло на другите луѓе, тоа не е добро однесување. Тоа не е општествено прифатливо однесување. Не покажува една состојба на непоседување на никакви емоционални компетенции, односно вештини за обработка на емоциите, а тука гледаме многу голема фрустрација, многу голем гнев и бес што се истура врз жртвата. А од друга страна, никакви социјални вештини. Социјалните вештини се учат. Како се однесуваш со другите луѓе, како ги третираш другите луѓе. Значи, ништо од тоа овде нема, а се работи не за толку мали деца. Значи, сепак е тоа возраста од 14 до 17 години, како што може да видам во медиумите, на оние што ја вршат злоупотребата, тоа се веќе адолесценти. Тоа се тинејџери. Кој што веќе треба да постои добра представа за доброто и лошото. Да има некој вредносен систем внатре вграден, етички, морален. Како се губи вредносниот систем? Можно ли да се изгуби? Да го имало, потоа да бидејќи без разлика дали станува збор за овој случај, ние имавме и претходно случаеви каде што беа снимани девојчиња, едно видео се споделуваше пред неколку години, буквално се скубеа, се влечеа па можеби малку почудно ни доаѓа кога станува збор за девојчиња отколку за машки, би сакала и тоа да го прокоментираме, но имаше коментари тука каде се родителите, каде е образовниот систем, кога веќе зборуваме за моралните вредности, се губат ли тој вредносен систем, може ли да го имаме па да го изгубиме по пат, колкава улога игра образованието формално, а колку нешто е дом, односно улогата на родителите? Кога се работи за деца, тој вредносен систем воопшто не бил вграден. Значи, воопшто не бил интроектиран. Вредностите ги пренесуваат родителите во начинот на воспитување. Примерното семејство е тоа што го пренесува вредносниот систем понатака и општеството секако во изградбата на една личност која станува веќе возрастна. Меѓутоа, првенствено почнува од домот. Почнува од дома и почнува од примерните оние што ја обезбедуваат примерната грижа, значи тоа се родителите. Знаете како, децата учат не само од тоа што го слушаат и што им се кажува, некои преку моделирање, односно од тоа што го гледаат. Така ги усвојуваат работите, така го перцепираат светот. Сега тоа учење почнува од најрана возраст, генерално, и знаете како сите бајки, така, се на некој начин го водат главниот јунак кој е секогаш добар и доброто секогаш на крајот победува. Да, и бајките кажуваат дека вреди да се биде добар, вреди да се биде чесен, вреди да се почитуваат другите, затоа што на крајот тоа секогаш ќе донесе некакво добро за тој што е добар, што ги има вистинскиот вредносен систем. И сега бајките најчесто ги читаат родителите. Значи има некој кој ги води низ тој процес, кој го наметнува. Јас ти ја сервирам бајката на тебе, како твој најблизок, како мајка. И ти тоа го интроектираш, го ставаш во себе некако искуство, затоа што примерните објекти, тоа е сега малку поширока тема, примерните објекти не се внесуваат како искуство. Па јас се сеќавам на мајка ми, него како психичка структура внатре се внесува, затоа што детето кога ќе дојде не поседува психичка структура од тој тип. Значи некој мора да ја стави внатре. Така да, се тоа почнува од домот. После тоа следува социализацијата и таму е градинката и училиштето кое треба да биде само продолжение на тоа што се случувало и почнало со бајките и со играта во примерното семејство, да се надоградува понатака во еден целосен, вредносен систем. Сега тука доаѓаме значи, до институциите, градинката, училиштето како образовен процес и општеството на крајот.
Ки поразговараме сите аспекти, но би сакала уште малку да се задржам на семејството, бидејќи веќе го спомнавме, и да се надоврзам на еден друг случај, за жал многу трагичен, случајот кога кај што веќе има судска разрешница на онај момент кога Иван и Катја, случајот во Тафталиџа што беше каде што мајка скокна од зграда и заедно со својата ќерка, но видовме дека и од она што зборуваше дека и насилникот имал насилно и се зборуваше барем така дека многу често насилниците имаат насилно несување дома, односно врз нив некој бил насилен. Дали е ова, што вели психологијата за ова, дали често се случува кога некој е сведок на насилство, насилно несување, вербално, физичко, може понатаму тоа да го истото такво несување да го прави врз други лица, без разлика дали е партнер, пријател, познаник и така натаму. Апсолутно да. Мислам тоа и не го спомнав во првото излагање за насилството во Ѓорча, бидејќи се работи за деца, едноставно се претпоставува дека и самите се жртви на насилство или пак биле сведоци на насилно насување во сопствениот дом или кај блиските луѓе како начин на функционирање. Значи, секогаш, знаете како, во формирањето на детската психа се многу битни првите години и многу е битно примерната семејство, како што веќе спомнав во однос на тоа што ние ги интерактираме како психички структури родителите. И се што они постапуваат и начинот на кој што постапуваат и измеѓу нив и со нас, кога сме деца. Значи, едно дете кое е занемарено, чии емоционални потреби не се земени во предвид, кое е, не дај Боже, злоставувано, не може да изгради стабилен психички систем и здраво его, кое утре ќе знае да го држи тој психички живот и психички систем под контрола и да ги подмирува или да има вистинско супер его. Значи, супер егото би било таму каде што се нормите, внатрешниот родител на некој начин, што секогаш ни стои некаде во главата, кога треба да одлучиме што е исправно, што е погрешно да се направи. Доколку тоа не било така и некој немал такво детство, тогаш егото компензира. Значи, како се случува тоа најчесто преку сплитинг како одбрбен механизам, значи расцепување на добри и на лоши објекти. Заради тоа што тие што се перцепирани како лоши објекти, они може да се уништат. Не се гледа човекот во целина. Не се гледа како објект, туку како некој друг што може да се уништи. И тоа е начинот на однесување, таму доаѓа. Во секој случај се работи за луѓе кои биле повредувани и научиле како понатака дека е тоа начинот на функционирање. Значи биле повредувани и во блиските односи ги повредуваат другите луѓе. Но не сите кои што биле жртви на такво некој насилно насување, потоа тоа го прават врз другите. Не. Што се случува? Зошто едните кои што биле сведоци на насилно насување или врз нив било направено некое насилство, односно понатаму раста да бидат во луѓе кои што почитуваат некој вредносен систем од една страна, меѓутоа други растат во насилници. Што е разликата помеѓу едните и другите? Кај едните се поттикнува нешто, се тригерира, кај другите не. Предпоставам дека има одредени нешто што се случува во нашата психа што одредува дали ќе сме на едната или на другата страна. Да, се работи за личните карактеристики, меѓутоа ниту секогаш за контекстот. Значи ниедно растење не може да биде идентично. Дури двајца од исто семејство, брат и сестра или сестри и сестра, немаат исти родители, тоа барем сме го прочитали. Немаат исти родители, да, родителите се менуваат, се развиваат со секое дете нормално. Мислам, во животот општо и се однесуваат па до некаде се разликува стилот на воспитување. Меѓутоа, зашто едните така, другите ќе бидат злоставувачи, а другите ќе го прекинат кругот на злоставување. Знаете како, не мора да бидат само родителите. Ако имало во обкружувањето друга фигура која можела да ја даде таа безбедност, сигурност, емоционална поддршка и да биде вистинскиот пример и да се интерактира таа фигура наместо родителите, тогаш е веќе друго, затоа што семејството е поширок систем.
Вие можете еден од родителите да е злоставувач, не мора двајцата да бидат. Може мајката била доволно респонзивна, таткото бил злоставувач. Меѓутоа мајката успеала да формира одредена структура психичка стабилна кај детето. Може би бабите и дедовците биле доволно респонзивни. Доволно топли, доволно да пренесат љубов и да обезбедат некое безбедно детство. Така да два случаи не се еднакви, не можеме да генерализираме. Значи, генерално, оно што е важно е дека треба да има некоја фигура во која што ќе дава сигурност, топлина и ќе ги задоволува основните потребни на едно дете. Апсолутно. На вашиот Facebook објавивте еден текст кој што беше насловен како малигнен нарцизам и имаше интересен поглед на нештата. Може ли да го објасниме тоа вака, за се можеби оние кои што не го прочитале? Зошто таква карактеристика дадовте конкретно на овој случај, меѓутоа би ги ставила тука во бидејќи зборуваме генерално за врсничко насилство и за насилно насување кај децата, би ги ставила тука сите. Повеќето бидејќи на крај заклучувате дека ова не е нешто на кое што буквално треба корено малку подлабоко да го најдеме, ама не бидам јас таа што го кажувам, повелете вие. Да, знаете како ние психолозите во принцип секогаш ги имаме тие теориски рамки од различни автори кои што нас не помагаат во принцип во работата да видиме за каква организација на личност се работи, какви се прогнозите и кои техники би требало да се употребат, начинот на работење со тие личности. И сега, секогаш кога ќе се појави нешто, кога ќе се случи нешто во општеството, во принцип не потсеќа на некоја теоретска рамка која што сме учеле и за која што сме читале. И сега, зашто го нареков малигнен нарцизам? Заради тоа што можеби, а можеше и да има и потешка квалификација, заради тоа што нарцизмот се разликува од антисоцијалното пореметување на личноста, заради тоа што дава известна надеж во прогнозата за добар исход, како да кажам на крај, дека работите може да се поправат. Заради тоа што нарцизмот, па макар бил и малигнен, има одреден капацитет за чувствување на вина и има одреден капацитет за чувствување на емпатија. Знаете, малигнен нарцизам, прво Ерик Фром го спомнува овој израз и се работи за еден екстремен нарцизам, на патологија на нарцизмот, каде што покрај нарцизмот имаме и суровост и антисоцијални карактеристики. Понатака Ото Кернберг го проширува објаснувањето за овој термин и се работи за дека покрај грандиозноста, што е карактеристична за нарцизмот, тука имаме и карактеристики на суровост, на воспоставување на контрола и на антисоцијално однесување. И начинот на кој што беа представени случувањата со врсничкото насилство и претходните, ова конкретно за врсничкото насилство, многу потсеќа на тоа, на тој малигнен нарцизам. Сега потеклото на нарцизмот, знаете како тоа многу се има во денешно време, преплавен е интернетот и социјалните мрежи со совети како да препознаете нарцис во една реченица, доколку слушнете. Че немојте да подлегнувате на тие работи, тоа се сепак направени за забава, не знам како да кажам. Меѓутоа, нарцизмот нарцистичкото расстройство, сакам за гледачите да појаснам дека нарцистичкото расстройство на личност и нарцизмот се разликуваат, затоа што нарцизмот е еден вид на, според Фројд, начин на кој се инвестира либидалната енергија, односно начин на кој се инвестира животната енергија, ако е свртена кон нас и исклучиво кон нас, на штета на нашите односи со другите луѓе, на работата, на врските и така натака, значи тогаш веќе се работи за нарцизам.
А нарцизмот е еден вид на начин на кој што функционира личноста и не е исто со нарцистичкото расстройство на личноста. Нарцистичкото расстройство на личноста, за да биде дијагностицирано, треба да биде веќе еден постојан образец на однесување и да, на пример, од она што се наведени 10 карактеристики за нарцистичко расстройство на личноста, треба да поседува минимум 5 или минимум 6, сега карикирам, да се штиклираат дека се тука за да се дијагностицира. Меѓутоа, она што го поврзува нарцизмот со сето тоа што зборувавме претходно, е токму тој дифузен идентитет, односно фрагментирано его или неможноста да се согледаат работите на реалниот начин, односно неможноста да се, како да кажам, да се пополни внатрешната празнина. Тогаш се прави една маска на грандиозност и една приказна на грандиозност во која што личноста сама верува. Јас сум најака, мене ме почитуваат, јас воспоставувам контрола и тоа е таа приказна во однос на нарцизмот. Во случај, на крај, и во вие што го зборувате, ово што кажете, контролата, односно претпоставувам воспоставувањето на контрола. Дали во врсничкото насилство, некои што се насилници се обидуваат да наметнат контрола таму каде што можеби нема на друго место, во домот, во училиштето, во учењето, дали е тој некој начин на кој што сака да воспостават контрола? Па знаете како една од основните потреби, насушни потреби на адолесцентите е да припаѓаат во групата, припадност во групата. И они се борат за да ја обезбедат својата припадност во групата. Сега, ако агресијата и воспоставувањето на контрола, моќта носи одредено место во таа група, тогаш го практикуваат тоа на некој начин. Меѓутоа, да, тоа збори исто така и за групата, што е тоа што врсниците ценат повеќе. Ова, сакам да се наврзам, ово што го споменавте, припадноста на групата, меѓутоа она што претходно го споменавте, тоа се социјалните мрежи. Сега има некој повторно се отвара темата дали треба да се ограничи користењето на социјални мрежи за одредена група на возрастна група. Тука станува збор за тие што се на под 18 години, па во некои земји им веќе е воспоставено тоа, но колку она што се случува на социјалните мрежи, нереалната стика која што се представува на социјалните мрежи, нереалниот успех преку ноќ, одредените идоли кои што се ги има на социјалните мрежи од една страна, но од друга страна пак го имаме и насилното однесување претежно преку коментари, кои што пак го гледаат од возрастни луѓе. Ако отворите една објава на социјални мрежи на Facebook или под некој споделен текст, 90%, најголем број од коментарите се со негативна конотација, со навреди, со омалажување, многу малку позитивни коментари има. Колку целава слика што е представена на социјалниве мрежи помага и им го отежнува животот на младите, особено адолесцентите, оние што нели се во еден многу критичен период кога станува збор за растот и развојот. Да, апсолутно би требало да се забранат до одредена возраст да се користат воопшто. До колку според вас? Па сега тешко е да се каже, затоа што времињата се менуваат, знаете, и јас би можела да кажам од собствен аспект, меѓутоа јас сепак сум растела во време кога не постоеле такви работи. Па дури и моите деца кога биле родени, смарт телефоните не постоеле. Значи постоел мобилен телефон да се јавиш и толку. Сега малку ми е тешко да кажам, али 15 години како граница секако би требало да биде, минимум 15 години, па од над 15 години да биде дозволено. Заради тоа што ово што го видовме, дека е оставено родителите, мислам дека имаат доволно до сега совети во врска со користењето на социјалните мрежи од страна на децата или колку екраните воопшто се штетни за развојот на мозокот кога децата се млади. Значи, вие имате една генерација која има проблеми со фокус и која прави мимика на симптомите на АДХД, кои реално не се АДХД, туку се само симптоми кои се резултат од користењето на електронските уреди и од користењето на
на социјалните мрежи заради И претежно тоа се оние кратки видеа кои што се споделуваат, бидејќи фокусот е многу многу краток, односно немате фокус, немате концентрација. Замислите вие после саат време гледање на таква содржина и на скролање да му кажете на детето дека треба да седне и да прочита 10 страни, да научи лекција, да напише текст за дете кое е прво, второ, трето оделение, па тоа е едноставно. Колкава вина имаат тука родителите кои што можеби понекогаш наједноставно е така да се даде телефонот и да нели за да се завршат некои работи, меѓутоа на крај на денот на долг рок последиците се малку посериозни. Можеби не се гледаат одма, ама за некоја година ќе се видат буквално ќе си го видат во однесувањето на своето дете. Но од друга страна пак имаме ако детето нема телефон, ќе биде отфрлено од групата. Повторно се враќаме на оно што значи припадност на групата. Малку е посериозен проблемот и понекогаш особено денеска, ќе речеме секогаш е тешко да се биде родител, секое време си носи свое бреме. Претходно родители се соочувале со други предизвици, но родителството денеска се соочува со предизвици кои што пак носат потреба од нови одговори, односно ново начин на како родителите се постават во однос на дадената ситуација. Да, значи како да се постават во однос на технологијата. Видите, ние како човечки суштества не сме еволуирале толку во последните 20 години за да треба родителството и воспитувањето на децата или нешто драстично да се менува. Како да се поставиме во однос на технологијата? Значи, ако веќе знаеме за штетите што ги прави технологијата, треба да ја ограничиме. Да, во право сте дека ако ги исклучиме едноставно од тоа сме ги исклучиле од нивниот врснички систем и дека они и кога се заедно, а тоа сум го гледала, седат една до друга, сите се на телефоните и си коментираат, зборуваат преку телефоните без оглед што се еден до друг. Значи, тоа едноставно така функционираат тие генерации, можеби најдобро не ги разбираме, меѓутоа последиците од таквиот начин на функционирање, ја мислам дека допрва ќе ги гледаме. Тоа што се случува кај помалите деца со користењето на телефоните и тоа што кажувате вие, најлесно е детето да седи мирно и знаете дека нема да погледне ни лево ни десно, се додека има таблет или телефон пред него, па мајката може да заврши некаква работа или родителите може да се посветат на некоја активност. Јас ги разбирам родителите, животот е многу динамичен и напорен и во текот на денот не да биде 24-48 часа да биде, нема да стигнат се да завршат. Меѓутоа, вие на детето, кога ќе му го дадете телефонот и онако ќе почне да скрола со тие видеа, вие не му оставате. Тие видеа не нудат простор за фантазија. Значи, не може да се развива фантазијата на детето. Вие не му оставате него простор да му биде досадно, па да почне да смислува начин како да се занимава, што би го развило мозокот, или нешто да прави со своите две раце. Значи, нема. Само скролање. Работи кои што нешто се запаметува, нешто не се запаметува, тој да со таква брзина не знае ни што се видело, ни што не се видело. Значи, едноставно правите голема штета. Што и да се случува у текот на денот, можеби треба да се стави како секундарно, а примарно да се одвои време да се поминува со детето во разговор, во игра, затоа што детето кога игра со играчки, повторно родителот е тој што ја држи ситуацијата, значи ја држи играта и дава насоки и присутен и гледа детето како се однесува и сугерира и границите ги поставува на играта. Значи дури кога се игра. А вака нема никаква контрола во однос на тоа што се случува на екраните. А дури имаше еден предлог да ако веќе им даваме, и ние сме растеле со цртани филмови, ние сме гледале, меѓутоа оној предлог што е дека подобро да му се пушти долгометражен црта на детето, кој што ќе трае малку подолго, за да буквално се научат да исчекаат 1 час 40 минути за да видат како ќе заврши, бидејќи научени се на кратки, нели на што значи краток фокус, односно short attention span, или кратко да имаат фокус на одредена работа, да им се даде буквално малку подолго да гледаат некоја содржина за да може да си дозволат да им биде да се заинтересираат на подолг временски период, но сега кој тоа доаѓа со различна возраст. Пред да го завршиме овој дел на да ги офатиме другите теми поврзани, каде да ги офатиме родителите и зошто сме тој ден и тука каде што сме,
Што му е најмногу потребно на едно дете, да речеме особено во овој период кога е можеби критичен, кога влегува пубертет кон адолесценција, бидејќи зборуваме најчесто врсничкото насилство се случува тогаш, но за жал јас знам случаи каде што имаме веќе врсничко насилство и булинг уште во градинка. Што му е најпотребно како на детето? Што му е најпотребно дома и што му е најпотребно кога се дружи, односно во светот во кој што другарчињата. Значи, адолесценцијата или периодот на тинејџерството веќе е период каде што почнуваат да се бунтуваат. Значи, каде што се ствара сопствениот идентитет и каде почнувам јас како индивидуа да се одделувам од родителите и сакам со цела сила да покажам дека јас сум различен од вас. Тоа е наративот, затоа што јас најдобро знам, тоа е наративот на тинејџерите. Вие ништо не знаете, јас најдобро знам, тоа е некоја динамика на наратив со родителите. Родителите треба да да имаат доволно трпение, да ги остават да се изразат на некој начин, заради тоа што е тој многу напорен период во однос на тоа дека доведува до многу кавги, каде што родителите не можат ни да ја поднесат таа динамика на изливи на чувства од страна на тинејџерите кон нив, најчесто кон нив, а они тоа го прават од причина што родителите им се најблиски. Не заради тоа да би биле во кавга со родителите, туку за да се изборат за нешто што мислат дека е нивно, за нивниот идентитет. Родителот тука треба да покаже трпение и да му покаже на детето дека може да го ислуша, дека е секогаш негова поддршка и дека дури и кога има кавга и различно мислење помеѓу тинејџерот и детето, дека тој однос се уште постои, дека односот не се нарушува со кавгата, туку можат да имаат спротивставени мислења, а сепак да продолжат да останат во однос. Значи, тоа е најбитната работа што тука се учи. Така ќе научи и тинејџерот да биде асертивен во своето однесување и да кажува што е тоа што му треба, а од друга страна и родителот да покаже дека е тука за него, затоа што е тоа стварно еден многу турбулентен период во растењето на децата, адолесценцијата и тинејџерските години, поготово во едно вакво време како денешното. И чинам дека ќе им должиме одговор на гледачите, бидејќи ја спомнавме агресијата кај децата и како тоа се случува дека е понекогаш оправдана. Што прави разлика меѓу здраво и деструктивно изразување на агресијата? Бидејќи дури кога се во период кога се расправаат со родителите, тоа е еден вид на агресија, што ја прави разликата помеѓу здраво и деструктивно изразување на агресија? Кога може да препознаваме како родители, како блиски, дека ова е здраво или деструктивно однесување? Односно изразување на агресија? Знаете како Меланија Клајн зборува за тоа? Меланија Клајн како психоаналитичар ја поместува границата на започнувањето на психолошкиот живот на децата уште од самото раѓање, па дури и преднаталниот период, и она вели дека постојат децата кога се раѓаат се во шизоидно-параноидна позиција, која трае до 6-тиот месец, по која што позиција детето ја гледа мајката како знаете она од Меланија Клајн, добра дојка, лоша дојка, во смисла кога ми дава да јадам, мајката е добра, кога не ми дава е лоша, без да знае дека тој е истиот субјект, значи истиот мајката и добрата и лошата, и тогаш веќе има некој смета Меланија Клајн и прогонувачки супер его веќе формиран, кој на детето му ствара анксиозност и прогонување. И по 6-тиот месец веќе детето треба да стане свесно дека добриот и лошиот објект се еден. Значи, да премине од параноидно-шизоидна позиција во депресивна позиција, односно да свати, да престане со расцепувањето на објектот, него дека објектот е еден, и тука почнува зародишот на тоа што се вика чувство за вина, грижа, емпатија. Детето учи дека мајката е таа и што задоволува и што фрустрира. Значи, кога ќе ги задоволи неговите потреби и кога во моментот не го разбира зашто плаче. Значи, тоа е неиста. И сваќа дека објектот е целовит.
на некој начин. Кога детето нема да има доволно респонзивни родители, емоционално топли, значи доволно, не викам совршени, не во секој момент, значи доволно. Да мајката да е на некој начин наштемувана со детето, да од прилика ги задоволува неговите потреби и се тера, и помалку да фрустрира, помалку, значи оптимално да фрустрира, тогаш детето успешно преминува од првата позиција во втората, во депресивната позиција. И тоа е услов за понатака формирање, значи зачеток на емпатијата, грижата, чувството на вина, на срам, на некако пореална слика за работите. Секогаш кога ќе дојде до проблем во поминувањето од едната во другата позиција, тогаш имаме, тоа се исполува во импулсивно, агресивно однесување, ако кај детето овој развој дошло до пречка во овој развој. И сега ви имате деца кои ете во текот на играта како прават децата. Значи ќе ги нареди коцките, па ќе ги бутне, ќе ги растори коцките. Сега има две камиончиња, па ќе ги удира. Или ќе има два ликови одцртани од анимирани ликови, па ќе го имитира едниот, ќе го имитира другиот и они ќе бидат во кавга. Например, детето ја одигрува агресијата, што ја чувствува во себе, ја одигрува и почнува да учи што е фантазија и како безбедно се одигрува агресијата, а што може да се случи ако реално тоа го направи. Тоа го учи преку играта. И кога, пазете, кога ја немате играта, бајките што ги слушнавме на почеток за моралниот компас, ја немате играта каде што агресијата се изигрува и ги имате екраните цело време со насилни и секакви други содржини, што добиваме на крај? Една агресија без кочница. Да, без контрола. Ќе направиме тука една кратка пауза и се враќаме назад понатаму со останатите прашања. Благодарам за првиот дел. Почитувани кратка пауза и се враќаме понатаму со останатите теми. Да, се враќаме назад во студиото, го продолжуваме разговорот кој што го започнавме, никако го завршивме со улогата на родителот и колку во суштина начинот на кој што се однесуваме со децата, посветуваме внимание, се обидуваме да поставиме здрави граници кога станува збор за родителствувањето и односно со нашите деца, игра голема улога и се чини дека тоа е уште едно бреме кое што е врз родителите и дека буквално понекогаш не сме ни свесни колкава улога има родителството во обликувањето на животот на едно дете. Тоа важи и за нас како личности. Нашите родители не облекувале нивното однесување кон нас и тоа значи дека начинот на кој што ние се однесуваме со нашите деца ќе влијае многу. Но за жал денеска и голем предизвик е и не само родителството, туку сето она што значи останати обврски на родителите, работата, и тие ги користат социјалните мрежи, па сето она што го гледа на социјалните мрежи влијае врз нивното секојдневие. И се чини дека се родителите и презаморени, па и бабите и дедовците, премногу изложени на сето она што значат социјални мрежи, битката за подобар живот, за да се обезбеди храна, топол дом, дополнително ни создава притисок и тоа резултира и со анксиозност и со прегорување на крајот на денот. Колку често според вас и вашето искуство денеска човекот е на раб на исцрпеност? Многу. Не само во праксата, јас го гледам кај луѓето, во продавница, во фризерница, Значи, го гледам и кај луѓето што не се јавуваат на терапија. И мислам дека е многу застапено. Па да не речам дека секој втор има некој симптом на бърнаут. Односно е пред, како што ти велиш, пред прегорување. Ставно времето ги носи тие работи. Меѓутоа не само времето, претпоставувам дека е тоа и све што си поставуваме ние како цел во текот на денот, дека треба да го завршиме. Дали голем дел од тоа како ни е наметнато од општеството, од социјалните мрежи, како некои нови стандарди на однесување и на битисување, па едноставно трчаме сето тоа да го стигнеме и во една таква трка си исцрпуваме себе си, го ставаме во опасност нашиот организам, што може да биде. И мислам дека е во голем дел од случаите. Меѓутоа имаме и оној класичен, како да кажам, бърнаут од работа,
односно од работната средина, од секојдневното повторување на исти активности, од едноставно преголема оптеретеност која трае со години. Значи не ова од еден ден, брнаутот не доаѓа од еден месец, од 2 месеци, брнаутот доаѓа во еден подолг временски период на една исцрпеност и изложеност на еден постојан стрес и емоционален стрес, не само Како да се препознае? физички. Еве некој во моментот што не слуша, можеби не и најчесто не сме ни свесни што ни се случува се дека не појдеме на психотерапија и не поразговараме со психолог, но како да го препознаеме, како да разликуваме што е исцрпеност и ете месецов можеби ни било подинамично, се собрале работи како што народски знаеме да кажеме, кога станува збор за прегорување, односно брнаут. Па знаете како, ако легнете да спиете, без оглед колку сте исцрпени, ако се одморите и ја повратите енергијата и станете со ентузијазам за да продолжите понатака, вие немате брнаут. Меѓутоа, ако веќе не гледате никаква смисла од тоа што го правите, ако се вешто ве потсеќа на работата со цинизам го пренесувате и го прифаќате, тогаш веќе во некаква, ако немате трпение ни да слушате ништо во врска со работата или немате, како да кажам, го викаат кај нас краток фитил, кога немам повеќе нерви, дури ни за ништо што ќе го слушнам дополнително. Знаете, тоа е веќе моментот кога е опасноста од прегорување, кога веќе и кога одмарате физички, не чувствувате дека сте одморени. Едноставно сонот не може да ви помогне. Се будите исто така уморни како што сте легнале и тоа трае. Значи, тогаш е веќе треба да биде Да, брнаут. Брнаут, медицински, класичниот брнаут, значи дека кортизолот веќе не се лачи. Не можете да станете од сабале, кортизолот ви е потребен за да ве разбуди, за да имате енергија. Највисок е наутро и тоа е највисок со причина наутро, затоа што треба да имате доволно енергија за да ги завршите обврските во текот на денот. Навечер, кога треба организмот да се смири, веќе престанува се лачи, се лачи помалку за сметка на мелатонинот кој треба да го успие телото и така телото има свој ритам. Меѓутоа, кога сме постојано под стрес, жлезите со внатрешно лачење се пореметува нивниот баланс. И едноставно тоа го гледаме во како се чувствуваме. Вело дека телото се памети, без разлика. Така вели Габор Мате. Да. Телото се памети, колку е тоа вистински, колку тоа се приметува во она што се случува во самата психа. Еве, самите хормони, начинот на кој што буфално нашите хормони поинаку ќе функционираат, автоматски ќе влие и начинот на кој што однесуваме. Тоа е само еден аспект, меѓутоа што друго може да се примети кога станува збор за психата. Значи, ние мора да сватиме дека еве како што спориме цело време за добриот лошиот објект поделени, дека сме целовити и како луѓе, ние сме и биологија и психологија у исто време. И не е тоа раздвоено и многу е тешко вие да кажете дали одредена депресија настанала поради пореметување на невротрансмитерите или одредена состојба психолошки ги пореметила невротрансмитерите. Значи, кој е првото, кој е второто? Што е постаро, јајцето или кокошката? Така, ама тоа е врзан систем, една спрега која не може да се, многу е тешко да се утврди од каде точно почнала работата. Сега психосоматиката вели дека нели психосоматиката имаме психосоматика кога имаме оштетување на одреден орган кој е настанало од претежно психички фактори. И има одредена листа на болести кои се претежно психосоматика, како кожни болести, гастроинтестинални болести, како чир-гастритис и така натака, автоимуни. Меѓутоа, кај сите други болести, иако не се предизвикани од претежно психолошки фактори, лекувањето многу зависи од психичката состојба и исходот на болеста зависи од психичката состојба во која се наоѓа човекот која има болеста. Сега јас ова го кажувам заради тоа што колку обрнуваме внимание на физичкото здравје, треба да обрнуваме внимание и на психичкото здравје. Заради тоа што како да ни е заборавен тој дел од нас. Сите одиме на доктор кога не боли зап, сите одиме на доктор кога имаме некој физички проблем, меѓутоа кога се манифестираат работите на ниво на психа, како да има одредена стигма, како да не сакаме да се дознае, како го сваќаме како личен неуспех,
како дека не сме доволно јаки, не сме доволно адекватни и ни се случува тоа. Кога би биле малку посилни, малце по-цврсти, нас едноставно не би ни се случувале тие работи и ни е тешко да го признаеме тоа воопшто. Меѓутоа, воопшто не е така и затоа кога ни се случуваат психички захтевни, тешки работи со кои се бориме да го поминеме денот, треба да се јавиме на помош и да не чекаме да дојде до одредена психосоматика или штета на одреден орган. И од друга страна, па да не бидеме ни параноични, што би рекол Балашевич, дека ќе добиеме рак од размислување, не е така да одиме од другата страна, меѓутоа Во вашата работа користите психодинамички пристап. Што значи овој пристап? Што е поразличен од другите? Што е основата кога станува збор за психодинамиката? Психодинамиката, па тоа психодинамските психотерапии во основата ги имаат психоанализата. Пред се, знаете дека Фројд ја дели психичката структура на его, суперего и ид, каде што суперегото се нормите, моралот, внатрешниот родител, оние барања што ги поставува од нас општеството како општествено и социјално исправни и прифатливи, вредностите се таму во суперегото. Егото е тоа што живее во реалноста, што го држи целиот психички живот и што проценува дали треба и докаде ги подмирува двата пола, што е суперегото и идот. Идот е оној дел каде што кој функционира на принципот на задоволство и каде што се сите наши желби, нагони и импулси. Значи тоа сакам сега би бил идот. А егото е тоа што ги држи психолошкиот живот под контрола и кој ги помирува барањата на суперегото и желбите на идот. Сега, таа е односот помеѓу овие три структури внатре во психата представува психодинамика. Значи, психодинамскиот пристап предпоставува дека во основата на проблемите лежи некој психички конфликт помеѓу овие три дела и дека секогаш она што се гледа на површината во вид на анксиозност, во вид на депресија е само симптом. И дека симптомот не се лекува, симптомот не се допира додека не провериме што е вистинската причина за симптомот. Дали се работи за некој обсесивно-компулсивно однесување, дали се работи за анксиозност, како што реков, или депресија. Основно е да се провери што стои позади симптомот или позади таа состојба. И за крај се согласиме дека многу како што боли, како што кажавте, кога нешто не боли, треба да одиме на лекар и кога нешто не боли во душата, исто така треба да одиме на психолог, па да видиме од каде доаѓа таа динамика, односно психодинамика. Благодарам многу за гостувањето. Благодарам и на вас за поканата. Секогаш има многу Исто така, секогаш има многу теми за што да се зборува, но овој пат времето ни е тоа што го имаме и ќе оставиме за останатите работи да позборуваме во некоја следна прилика. Се надевам со позитивна тема со која што ќе започнеме. Се надевам и јас. Фала уште еднаш. Почитувани, тоа беше вечерашната емисија. Јас ви посакувам убав остаток од денот. Бидете со вашето семејство, посветете си време на себе си и на семејството и секако кога е потребно, а не е потребно на сите, обратете се на психолог, бидејќи навистина нема ништо страшно и во тоа. Ви посакувам уште на убав остаток на денот и убав викенд пред вас. Поздрав!